Алиса во земјата на чудото. Каква досада е книга без слики и дијалози, си мислеше Алиса едно прекрасно летно утро, додека од под дрвото мрзоволно прелистуваше една книга. Кога еве, ненадејно ја допирна една бела куница која трчаше со сета брзина, гледајќи го својот огромен часовник и велејќи: "Кутрата јас, постојано доцнам." Одеднаш Алиса скокна на нозе и трчаше по неа се до нејзината дупка. Штом стапна во големата дупка, Алиса почувствува како да паѓа во длабок бунар, без да се струполи напротив, и се чинеше дека лета. Не завршува ли веќе овој скок? Кога најпосле почувствува дека е допред земјата, Алиса се најде пред една многу мала вратичка која ѝ рече: "Ти не можеш да влезеш, бидејќи си многу голема." "Врата која зборува, па ова е земјата на чудото," извика Алиса стаписа. Во меѓувреме вида на масата едно шишенце со натпис "Испиме." Алиса се напи и по првата голтка забележа дека стана висока само 2 педи. Се протна низ вратичката и се најде во една голема и прекрасна градина. Ненадејно повторно виде едно мало куниче која ја покани во неговата куќичка. Натре во куќичката на куничето, Алиса виде на масата слично шишенце со она што ја направи малечка. Пивна една голтка и почна да расте. Веќе беше голема за да влезе во куќичката на куницата. Алиса се обесхрабри и почна да плаче, толку долго што до низините стопала се направи поточе од солзи. Голтна од првото шишенце и повторно стана многу малечка. Одејќи по куничето ја обиколи прекрасната градина, каде што сретна една гасеница, која легната на врвот на една печурка си пушеше. "Уморна сум, досадно ми е, да бидам веќе толку мала. Госпогице гасенице, би можела ли да ми помогнеш да си ја вратам својата големина?" Гасеницата одговори: "Ако гризнеш од печурката од едната страна, ќе станеш уште помала, а ако гризнеш од другата, ќе пораснеш." Гризнувајќи еднаш и уште еднаш, Алиса си ја врати својата големина. Потоа, за кратко време, на Алиса се појавија чудни личности: лудиот чеширџија, мартовската зајачица, смрдливката и други животни. Беше време за чај и сите заедно направија ужина. Повторно ја здогледа белата куница и во тој момент засвире сирената. Пристигнува нејзиното величество, кралицата со својата дружина. Всушност, стигна кралицата со своите војници накитени со карти за играње. Кралицата ја покани Алиса и ја предизвика да поиграат една партија. Алиса падна во искушение и почна да игра. А кралицата, која беше многу невредлива, ја прекина играта и извика: "Чувари, затворете ја оваа неканета гостинка, бидејќи сакам да ја судам." И почна да ја распрашува: "Епа, моје драго девојче, не знаеш ли дека кој ќе се осмели да го предизвика моето величество, ќе биде казнет со сечење на главата?" "Но ваше величество, јас не сакав, јас тргнав по една бела куница." "Какви измислици, да биде и така казнета?" Преплашена Алиса ја однесоа во собата за бесење. Но што се случи? Се леташе околу неа. Картите за играње измешано се дигнаа во воздухот. Кралицата исчезна и лудиот чеширџија и белото зајаче. Алиса ги отвори очите и сите слики од сонот уште постоеа во нејзиниот свет. Не успеав да го стигнам белото зајаче во земјата на чудата поради една невозможна средба.